Носиите кои со векови се чувале како спомен од нашите предци, се плен на туристите. Се поголем број граѓани од Грција доаѓаат со само една цел – да пронајдат и да купат носии кои имаат значајна историска и културна вредност. Председателот на Македонското научно друштво Етно Битола Борис Ангелов предупредува дека ако вака продолжи, ќе останеме без добар дел од македонското етно богатство. Ако до пред една деценија народните носии се палеле, сега заменуваат во туги музеи и во туги држави. Тешко се да наоѓаат сега оригинални носии. Често пати луѓето принудени заради пари ги нудат тие по багателни цени и некој тоа го откупува, го крчми, го продава и нашо често пати надвор од земјата. Тоа сега го прават интензивно грците, али ако е тенденциозно и со намера да се тоа богатство раскрчми, да се распадне, да се уништи, тоа би било голема штета. Заинтересирани за носиите се и гостите од Русија, Америка и Австралија, но најмногу оние кои живеат во пограничните села во соседна Грција. Не е мални бројот на оние кои за символични пари ги откупуваат оригиналните носии од долапите по заборавените села, а потоа за добри пари ги препродаваат. Етнологот Александар Тодоровски кажува дека поради тоа што државата нема евиденција за тоа какви и колку вредни носии поседуваат граѓаните, ова вредно богатство лесно си заминува од Македонија. Во првото време, на секое застанување, на секое прашување можев да најдам носија. Сега, од куќа во куќа да одам, нема да најдам ни едно парче за лек. Она уште што го има музеот да го дај, она што го имат колекционерите да го дат и толку е. И утре ние ќе се сочиме со една ситуација да побараме урнек со протестна нота до Грција, ама ве молам дајте им носија и ќе пишеме долу од регионот Македонија. Александар во својата приватна колекција поседува над 2000 носии, прави изложба и им ги позајмува носиите на фолклорните друштва низ Македонија. Државата вели, досега воопшто не го поддржала, ниту пак му помогнала за делото. Ни еден динар немам добиено за одржување на народните носии. Дури многу пати сум бил малтретиран од страна на власта, од полицијата конкретно, зошто јас имам народни носии, кои ти дава такво право. Сега последно прилепската полиција ме застана до колата, зошто народните носии, од кои ти дава право ти да шеташ по селата да купиш. Тој треба да те заштити, државата да те заштити. Дека има некои луѓе што приватни пари дават да ги имат носии. Директорката на музеот, Наде Геневска Брачич, изјави дека иако носијата е приватна сопственост, сопственикот смее да ја однесе во странство само со дозвола од управата за заштита на споменици на културата. А доколку носијата е автентична и единствена, не смее да се однесе надвор од републиката. Музеот пак, заради недоволни средства, ги пропушта уникатните носии кои граѓаните му ги нудат и ги остава во рацете на приватните колекционери и странците. Постепено, како што оди од година во година, тој откуп се намалува. Намалува затоа што тоа не е добро решено. Музеите да имаат своји фондови, за во секое време кога ќе дојде лице да сака да се откупи некоја носија, ние не сме спремни да откупиме. Самиот кустос кој што е задолжен за музеот, вако е многу битен предметот што се нуди да се откупи. А во главном, наш главен финансиер е Министерството за култура. Наспроти оние кои се помалку го почитуваат фолклорот и традицијата, има и такви кои се трудат да го задржат и обноват. Нели Панова е една од неколкуте ракотворци. За да се зачува ваквото нешто, значи нашето традицијата, историјата, има здружение на ракотворци во кое членуваат доста жени и мажи, 20-30 моментално активни, има се повеќе млади. Многу ми е драго. Наследиле нешто од нивните баби, дедовци и го продолжуваат тоа. Тоа е многу убаво и би сакала да ни се зголеми бројот на ракотворците и на тоа тие што го изработуваат. За МИМ известува Марија Хаджи Стојанова.